Како Пабло Пикасо заработил македонско вино. Пабло Пикасо, легенда во светот на сликарството, графиката и сценографијата, со своите дела се смета дека направил пресвртница во уметноста. За време на неговиот живот Пикасо направил филмски постер само два пати. Едниот за филмот на Бунјел, Андалузиско куче, а вториот е многу важен за југословенската кинематографија, Битката на Неретва, во режија на Велјко Булајич. Велјко Булајич го запознал Пикасо во Монте Карло во 1964 година на еден филмски фестивал. Кога завршило снимањето на филмот, започнала неговата светска дистрибуција. Булајич побарал од агентот на Пикасо да дизајнира постер за филмот кој ќе се користи за западниот пазар, пред се за Велика Британија. Постерот за филмот Битката на Неретва е испечатен во ограничено издание, а секоја копија била подпишана лично од Пикасо. На Пикасо му била интересна понудата да направи постер за филм кој доаѓа од Југославија, па решил да го погледне филмот, а потоа ја прифатил понудата. Но одбил хонорар за овој плакат, па за возврат побарал 12 чишиња вино од Југославија. Велјко Булајич лично подготвил колекција од 12 чишиња вино од Далмација, Србија и Македонија. Битката на Неретва е југословенски партизански филм од 1969 година, снимен во меѓународна копродукција со Италија и Западна Германија. Често се смета за еден од најдобрите филмови направени во Југославија, а можеби и најскапиот. Проценките за неговиот буџет се движат од 4,5 милиони до 12 милиони долари, а приспособено на денешната инфлација 70 милиони долари. Беше номиниран и за Оскар за најдобар странски филм.